Сточарите од истокот на Македонија кои одгледуваат крупен добиток се пред колапс. Болеста син јазик им ги проретчува стадата, а им прави директна финансиска штета, затоа што не можат да ги продадат ниту грлата, ниту млекото и млечните производи. Сточниот пазар во Облешево, што е најголем во регионот, веќе четврта недела е затворен. Одгледувачите на добиток велат дека секојдневно гледаат како им умираат најдобрите грла овци, а не се поштедени ниту кравите и другата стока. Ја имам 300, имам веќе 20 заболени. А има Блатичко, има там има еден баџанак, може ли еден баџанак има 230, има 780 веќе заболени. Катастрофа е. Имаме доста и штета од млекот нема. Остави ми, не смееме да му зема овците. Па фамилија имаме дека што даваме на овај сирија, не смееме да направиме така, имаме штета. Сега има 7-8 умрени, а 5 има паднани дома, лежат и тие ќе умрат до вечер. Доктори доаѓаат, боцкат, ги зимат пари, викат нема лек. По барање на сточарите, а со поддршка на Федерацијата на фармери, во Штип денеска се одржа работна средба на која присуствуваа над 150 сточари од регионот, при што помош побараа и од државата. Нашата намера е да побараме можност од Министерството за земјоделие, конкретно Агенцијата за храна и ветерина, да ги обештата земјоделци да може да ги обноват стадата, за да можеме да имаме луѓе кои ќе работат, кои ќе остваруваат приходи од своите стада. Ветеринарите ги повикаа сточарите навремено да ги пријавуваат заболените грла. На состанокот беа донесени неколку заклучоци, меѓу кои, освен финансиската одштета од владата за угинатите и исчезнатите грла добиток на паша, побарано е бројот на грла што треба да се субвенционира да остане според првичниот попис. Исто така, сточарите сметаат дека е потребно да се изготви нов список на болести за кои државата ќе издвојува дополнителни средства за лекување, како и да се симне забраната за промет на добиток, односно да се отворат сточните пазари во Македонија.